Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во новата сезона на емисијата Под лупа. Започнуваме со една интересна приказна која што датира уште од далечната 1967 година. Циклусов на емисии го започнувам со двајца мои гости, и тоа адвокати, и предпоставувам дека, бидејќи адвокатурата е така една интересна професија, ќе имаме интересни емисии понатаму. Добро вечер им посакувам на господинот Игор Кичец, адвокат. Добре дојдовте во ТВМ, и на господинот Ристен Новаковски, исто адвокат. Добро вечер. Со еден заеднички именител, значи вие сте дел од една заедничка фирма, едно адвокатско друштво, наречено Гоџо Кичец Новаковски. Да, тоа е... Како започна таа приказна, реков, еве, во уште далечната 1967 адвокатска работа во континуитет. Значи започна од вашите родители, па еве денес вие пак имате и наследници. Значи да појасниме за сите. Адвокатурата низ изминативе децении се одвивала во повеќе форми, организациони облици, и од почетокот тоа беше како адвокати поединци или други слични форми, со последниот закон за адвокатура да се даде можност да адвокатите може да направат посебна врста на друштво, како што се, например, друштвата за ограничена одговорност или други фирми, трговски фирми. Согласно законот за адвокатура се даде можност повеќе адвокати да можат да основаат една фирма адвокатска. И ние во 2010 година посебните канцеларии кои се одвиваат според тогашните прописи ги интегриравме и продолживме да делуваме како една адвокатска фирма Гоџо Кичец и Новаковски, како што рековме, и влечиме континуитет уште од нашите родители. И именно сите наши родители се правници. Петар Гоџо и Томислав Кичец цело време беа адвокати. Фидан Новаковски беше адвокат на државата, тоест државен правобранител, јавен правобранител тогаш. Па дури мајка ми беше професор на право на факултетот за туризам од самиот почеток. Значи правото ви е во гените? Па се разговарало во сите, тоа значи дека во сите фамилии се разговарало пред се за право, и затоа јас во една прилика сум рекол дека адвокатурата е професија која не се работи, туку адвокатурата за да биде квалитетна мора да ја живееш. Ние сите ја живееме адвокатурата, од неја живееме ние и идните генерации очекуваме да продолжат. И не само тие, и други вработени во канцеларијата. Иначе историски се поклопи ова е година на наш јубилеј и ова е месец на јубилеј, бидејќи во 1967 двајца од нашите три фамилии, значи Петар Гоџо и Томислав Кичец, кои претходно биле судии на окружен суд Охрид, по укинувањето на окружниот суд, се запишале, не прифатиле да одат да прават понатамошна кариера и биле понудени високи места во правосудната хиерархија. Меѓутоа, одлучиле да останат во Охрид и да се отворат своји канцеларии. За тоа време било невообичаено да се биде адвокат, мислам, затоа што немало многу, може ли напрци да се избројат, што не е случај денес. За тоа време адвокатурата, нажалост можам да констатирам дека беше една полудефинирана професија, отпадок од системот, бидејќи ние како држава во социјализмот бевме негде помеѓу истокот и западот. Адвокатурата ја гарантира правото на личноста и ние секогаш се бориме за личните и права на фирми, се разбира. Меѓутоа, во советскиот систем, другите социјалистички земји има преидеја на еден систем државна адвокатура и, например, сега во постапката тој што те гони, ти дава адвокат и да те брани. Значи, си земаш плата од државата. Тоа е неприфатливо било и сепак во тоа време нашле слух и адвокатурата била единствена професија интелектуална која можеше и беше задолжително приватно да се работи, и едини приватњаци кои се на шега татко ми и Гоџо ќе кажеа, ние и берберите дававме пријава или некои занаетчи само годишна како поединци. Од тогаш до сега времењата се променети на среќа. Значи, точниот ден на упис на и почетокот е 13 октомври
67 кога Томислав Кичевец е запишан како адвокат во именикот на адвокати, а неколку дена подоцна и Петар Гоџа. Така. Иначе тие и приватно беа претходно пријавени пријатели и таткото на Ристе, а и ние сме, нашето пријателство и другарство прерасна во партнерство, бидејќи ние Тоа меѓу себе сакав се да ве знаевме. прашам. Господин Новаковски, вие нешто околу тоа кажете ни, зошто токму влеговте во ова друштво? Значи, како вие тројца, овие три имиња се соединија во едно адвокатско друштво? Тоа се случи спонтано. Игор доволно објасна за претходно како беше. Игор, Драган и јас сме од прво оделение, другари. Цела гимназија и цел факултет го поминавме заедно. И полагање на испити и све. Отворивме секој по своите патишта, тие продолжија во канцелариите на своите родители, кои мене беа секојаш. Вие имавте малку Драги. поинаков Добро, јас- пат, да. Јас имав Однос. среќа од денешно време да работам во ЕМО Охрид. И работав. Доста една интересен дел од правото, ама умот ми беше во адвокатурата. Знаев дека еден ден и не размислував и 99-та се запишав. А мојот брат беше веќе адвокат во Скопје, помал од мене, но тој директно отиде во адвокатура. Бидејќи ние како што растевме заедно и она што го разменувавме и вредносните судови што ги добивавме или совети од нашите родители, од моите, од Чичко Игор, од ова од Чичко Томе, од Чичко Петри, некако беше спонтано дека требитето да се обидиме со новата можност да направиме адвокатско друштво. Прво и основно, нескромно е да се каже, во адвокатските друштва или во кај што има повеќе адвокати, услугите се далеку поголеми, поквалитетни. Тоа се Еднушка бенефитите ме всушност праша, што ја ги сега ќе добива, го искористам на темава, клиентите. кога еден наш клиент од странство ни рече, па што е ова бутик адвокатура? Ние не го свативме на почетокот, но брзо свативме дека со новите времиња потребата за адвокатски услуги треба да биде зголемена со поголем квалитет. Поголем квалитет доаѓа од консултации, од спротивставени мислења на повеќе, пошто секој си има свое мислење и така да сега не се тука Драган и Александар Гоџо, најмалиот наш партнер Александар беше настојчив да ни ги покаже придобивките на адвокатурата, ние не ни требаше многу. Убедување, Се па кога се адвокат убедува нафативме адвокат. и ево од ова дистанца сметаме дека испадна како една природна последица на она што го започнале нашите родители секој во своите области. Така. И сега предпоставам дека сите си имате своја специјалност, но рековте дека си помагате меѓу себе, се консултирате кога имате различни случаи, разменувате мислења. Има тука некаква суета или не? Значи, ние, кога зборуваме за суети, сите три канцеларии беа на свој начин познати и сите адвокати што работеа, што се здруживме, имаа индивидуална кариера добра на ниво на Република Македонија и пошироко. И ние точно се познававме, се ослободивме од тие суети и ги оставивме на страна. Значи, можевме тоа многу лесно да го надминеме, бидејќи се знаеме од деца, како што кажа Ристе. И пошто сме почнале да работиме адвокатура по еден стар модел, да речеме, како што ја нарече Ристе, бутика адвокатура, еден адвокат, една канцеларија или два-тројца адвокати ние сме биле повеќе, затоа што сме биле фамилиарно поврзани. Значи, квалитетот сме го печеле во секоја област од правото што дошол. И со тек на време, ние меѓу себе сите знаеме кој може најдобро да одговори, не само од оснивачите, туку и од вработените на определен правен проблем. Сите дилеми кои ги имаме,
Например, во технологијата, како се работи еден предмет, ги навлегол, адвокатот кој го првин се задолжува еден адвокат и уште еден или двајца кои му помагаат помлади, тука има некој приправник кој им помага и околу техничките работи и го учи занаетот. Кога кај овие адвокати што го водат предметот, се појави некоја правна дилема, тогаш до сите вработени, буквално оди мејл кореспонденција со поставен проблем. Пак, оној што го работи предметот, од тие 10 мислења што ќе ги добие, ќе одбере двајца-тројца и поискусните адвокати на состанок се пеглаат. Зошто? Затоа што сигурно во нашите изминати кариери некој од нас имал некој сличен проблем, се судрил со претходно и тоа искуство оди на конто, односно во корист на клиентот во кој се работи едниот предмет. А околу квантитетот и квалитетот на предметите, тука како тоа го решавате? Затоа што може би некој ќе има повеќе, некој помалку предмети? Тоа е наша работа и тука нема. Тоа интерно, значи го решавате. Имаме правила по кои работиме и досега тие се добро функционираат и немаме проблем околу тоа кој има повеќе или кој има помалу работа. Бидејќи нашата работа адвокатската е и мерлива и немерлива. Но то треба многу време да се. Да, затоа реков квантитет и квалитет. Може еден случај да покрие 10 други. Сакам да се надоврзам на Игор. Да, повеќе. Го отпочна. Значи, со промената на законите, посебно на системските закони за постапките, кривичната и граѓанската постапка, веќе отпадна можноста судот да помага во постапката. Значи, треба да се поднесе тужба или одговор на тужба или да се започне некој спор со веќе припремени докази, направена определен правен основ, вештачење или било све што треба, а тоа бара работа. Значи, не е тоа само една страна, 2 или 3 напишана тужбата, него тоа треба да биде комплетирана за почеток на еден судски спор или за одговор. Некако ние имавме некој искуство дека тоа не може да го работи еден човек. И сега тоа го применивме во адвокатско друштво и така да поголем дел, огромен дел од работата која излегува од нас е спој на повеќе поединци. Така. Тимска работа. Така, значи поентата е тоа, да. И нивото се зголемува. Околу 15-тина сте веќе во друштвото. Па 10 или 11 адвокати и приправници и други вработени. Значи тоа е веќе една солидна фирма, солиден број. Да. Тоа е најголема адвокатска фирма во Македонија надвор од Скопје. Значи тоа е затоа што куриозитет е тоа што адвокатурата исто како и нотаријатов и извршителиве имаат дел од работата која е сериска работа. Значи ако ве определи за свој клиент некоја монополска компанија, например Електро Евана или во Скопје, да речеме БЕК. Имаат сериски тужби секој месец. Некој не плати, значи најмалку креативна работа која носи најмногу пари. Имаат стотици илјадници предмети и такво. Таму бројот на вработени адвокати и приправници се зголемува колку имаат такви фирми. И јас можам да кажам, не да се пофалам, не би се фалел, би сакал да имаме, меѓутоа ние немаме ни една фирма со сериски тужби и сите 15 плати и други трошоци даноци се обезбедуваат од реална адвокатура и реална стручна работа, а не од некој трк, да кажеме. Така. Така да то посебно сме горди на тоа и сите други компании адвокати баш и многу често ни е поставено и од колегите прашањето како успевате да и алиментирате сите трошоци за толков број вработени. Дали овој ваш пример го следат и други адвокати, дали се формираат после вас и други адвокатски друштва? Значи ние во надвор од Скопје бевме меѓу првите и во Македонија, после тоа се формирани и во Охрид адвокатски друштва, меѓутоа морам да нагласам и во Скопје и во Охрид адвокатските друштва се формирани повеќето на еден друг принцип. За разлика од нив, ние сме кои се, да речеме,
Јас и мојот брат, или татко ми, или јас и Ристе, во двајца, ако сме роднини или некој вработен, доволно е по законот да имаш двајца адвокати. И веќе можеш да и бидеш можеш да се адвокатско регистрираш друштво. како адвокатско друштво. И сега, например, ако сте двајца роднини или татко и син, едниот ќе има 91, или еден вработен ќе ставиш, 99% од уделот ќе го има едниот, другиот 1% и тоа е друштво. Нашето друштво не е основано на таков принцип, се работи за реална интеграција на три добро развиени и познати, да кажам, во тоа време, афирмирани адвокатски канцеларии, секоја со по неколку вработени претходно. Сите вие претходно си имавте своји, значи, собствени кариери и клиенти кои што ви ја довериле довербата. Од кога се интегриравте во ова друштво, дали клиентите повторно си ги задржавте, доаѓаат истите, или кога ќе дојдат барат стрикно, еве сакам тој и тој адвокат да го преземе мојот случај, или веќе ве третираат како заедничко едно друштво и може да се доверат на секој од вас. Како тоа Искрено да кажам функционира? дека од почетокот, кога почнавме да функционираме, доста напор вложувавме да објасниме. Клиентите заслужуваат посебно внимание и пред да се интегрираме и од кога се интегриравме, така како што кажа Игор, им објаснавме секој на клиентите кои ги застапувавме, тие имаат право да кажат дека сакаме или не сакаме. Во нашиот случај досега немам забележено некој клиент да се одрекол заради интеграција. Напротив. Напротив, имавме барање, а правото на клиентот секогаш е на прв ред, но тука веќе влегуваме во деловната политика. Во одбрана, во кривични постапки не може да го брана тројца или четворица. Значи, еден е тој кој излегува пред судот или пред органите, ама назад, Да, имате зад него, имате вие има бекграунд, потпора, да. Тоа ќе За да порачаме биде една спремен. паралела. Исто како овде што сме сега само двајца, а можеше да биде еден, а за тоа што го кажуваме стојат сите партнери и сите вработени во друштвото. Значи, мислам дека вашето прашање беше околу тоа и тоа е добра забелешка, бидејќи ние претходно сме работеле во различити канцеларии, сме имале и некои спротивставени клиенти во тоа време. Затоа процесот на интеграција одеше подолго, околу година дена ние ги условно да кажам ги чистевме тие клиенти, им кажувавме дека ние ќе се спојме за да не биме не за тоа да не бидеме значи изложени на конфликт на интереси и тужениот и тужителот да се во нашата канцеларија. И мислам дека тоа го надминавме. Сите тие го разбра, а што се однесува, Ристе кажа, што се однесува до изборот, значи многу често странките прават погрешен избор. Например, има бидејќи адвокатурата е и однос на доверба. И сега некој доаѓа што ми бил мене, например, клиент 10 години и сака проблемов негов јас да го решам. Јас го викам за таа работа подобар Ристе. Ние знаеме кој Затоа ве прашав за суетите, значи тоа е многу важно во вакви друштва. Дури ако инсистира во таков случај, дури ако инсистира јас да му сум одговорен на предметот, јас ќе го повикам Ристе или тој што треба да ми помогне или да го сработи. Јас одговарам пред клиентот, а фирмата одговара заедно пред мене и јас и заедно со мене. Значи, и на тој начин и успехот е загарантиран. Сега секогаш постои ризик, ама сепак патот е по кој подобро. тргнавме ево после колку веќе 7-8 година дека досега успешно Не сте се покајале ниту во еден момент, предпоставувам, дека има и други интегрирате. интересни ситуации. Нови клиенти кои во истиот момент, например, едниот ќе дојде, бидејќи сме одделени физички во истава зграда, ама во различни канцеларии, ради просторот, за истиот предмет, сега дискутиравме пред некој ден со Ристе. Едната странка директно се обратила кај Ристе, другата се обратила кај Драган или кај мене. И ние, значи, пред да прифатиме, тоа ни е задолжително, гледаме дали некој претходно да не е прифатен таков предмет па да се страмиме со клиентите. Охрид е мала средина и ние смееме да такви кексои да направиме. И мислам дека затоа обстојуваме
Не викаме дека сите спорови сме ги добиле. Сигурно сме изгубиле негде можда сме можеле нешто и подобро да постигнеме, меѓутоа довербата е таа која е заеднички именител ни сега е 50 години. Тоа сакав да ве прашам, значи 50 години, половина век, на вистина еден долг период, вака гледано наназад, вие можеби не можете толку да направите една ретроспектива на случувањата порано, но велите дека сте од фамилии кои што се занимавале со правото и адвокатурата, барем сте слушале што се случувало, кога ќе се направи една споредба. Како се движат работите во оваа професија? Каде сме сега, значи во однос на некоја дистанца од 20, 30, Ние не сме работиле 50 години целиот период. Но сте биле... Но добар дел сме одработиле. Повеќе од 27 години сум јас во адвокатурата, од која сум почнал како во приправник и пред тоа сум една друга... А Драган ни нешто подолго од мене. И така да повеќе времења сме фатиле, а знаеме како било работењето и порано. Еволуира професијата, значи како се одвиваат работите или тешко одат? Адвокатот се спротивставува на општеството често пати. Сега имате вие еден оцрнет, например, во кривичнава материја, ќе речеме. Еден лик кој со стекна околности медиумите го оцрнале а можеби немале доволна основа за тоа. Ево како пример ќе го земам убиството на туристот српски. Од една тепачка се направи таква помпа, ние не го браниме делото, убиството, не го браниш човекот кој се нашол во определена ситуација и го прекршил законот. Меѓутоа, ние, значи, во тој дел, во некој случај се наоѓаме сами против сите, против јавното мислење, да не ги наведуваме медиумите. Јавното мислење се гради на повеќе начини, а одраз се медиумите. Против унапред убедени судски органи на прогон, полиција, дека тие луѓе се криви, например. И сега ти имаш од старт една позиција на Давид наспрема Голијат и многу е сладок успехот ако успееш да ја истераш правдата до крај. Ако се успее правдата да излезе на виделина, и има многу примери за тоа. Значи, сите ние сме поминеле по некој таков пат. Ево, например, тоа може Ристе да го каже, арбитражата во еден инвестицијски спор против Република Македонија, противниците на нашата канцеларија застапуваше странската инвестиција во Македонија, а Република Македонија, иако по закон ја застапува државниот правобранител, ја застапуваше адвокатско друштво Гожо Кичијец Новаковски, тоест државата ја застапуваше една од најголемите адвокатски компании во светот и плати при тоа 5-6 милиони евра трошоци на адвокатите, а спорот кои го беа лидери на тимот, носители на работата беа Ристе и Александар Гоџо, државата го изгуби спорот. Значи, тука не само против државата, се бориш и против најголемата компанија во светот, која добила хонорар од 5-6 милиони евра, ти си навестина Давид. Како се справувате со тоа? Значи, вие сте сепак луѓе, иако сте, адвокати, професијата си го бара своето, но... Да влеземе во студио, вие спомнавте во тој неврзан разговор дека секојдневно учиме. Да. Па таква ви е професијата, мора да се учи. Дејноста адвокатура дојде како секоја друга модерна дејност да секојдневно, без разлика на возраста, на искуството, мора да се учи секојдневно. Овој дел кој го спомна Игор, со таа арбитража, беше огромен предизвик за сите нас. Ама на крајот придобивките беа што свативме и научивме како во светов се практицира адвокатурата. Тоа се поклопи со измената на законот за парнична постапка и законот за кривична постапка за кој пред малку зборував, каде што товарот, клиентот во моментот на давање на полномошното за спремање, за излегување пред суд, е веќе на адвокатите.
До ден денеска адвокатурата како фела, не зборувам поединци, тешко се справува со таа промена, бидејќи таа сама по себе искапа и се намалува бројот на клиентите кои тоа можат да го платат. Но наше е да се бориме и за помалу пари, и за без пари, и пробоно, да ги тие придобивки пробијаме во нашата фела, каде што не може еден адвокат да се справи со предметот, него мора да има зад него тим кој ќе го подготви и тој што ќе излезе пред судот да биде подготвен. Тоа го научивме во тие меѓународни постапки каде што бевме вклучени. А најтешкиот и најслабкиот дел од нашата професија е што секогаш сме против некого, а 90% против државата и органите на државата. И тоа е судбината на професијата. Поготово кај што е државата што појака во оној смисол во кој не треба да биде јака, тогаш е улогата на адвокатурата потешка. Так, затоа ќе зборуваме во вториот дел на емисијата, само што вас сакам да ве прашам, многу пати клиентите доаѓаат и со некои нереални барања, значи со нешто што на вистина правно не може да се реши. Што во такви случаи, како со нив ќе се разберете на крајот на краиштата? Да, затоа што тие инсистираат, а тоа може би не може така да се истера како што сакат. Во голем број случаи тоа се случува кај нас, кога ги исцрпат сите правни можности, биле кај повеќе адвокати, и нормално е секој што е болен бара чаре до крај, и многу голем дел од такви предмети доаѓаат кај што треба да анамнезата е 10 години спор уназад. Милион документи што треба да се прерачунаат и да се прегледаат и да се изгради едно правно мислење дали вреди и дали има можност тој спор да се добие. Значи самиот преглед на таквиот предмет обично може да одземе повеќе од една недела активна работа секојдневна на еден адвокат, може би и на повеќе, за на крајот да добиеш резултат дека не е решлив проблемот. Во секој случај ние можам да тврдам за секој од адвокатите во нашето друштво дека ако имал таква процена и ако не верувал дека во исходот на спорот може да биде позитивен или клиентот бил предупреден дека ова е без понатамошно инсистирање на водење спор е неизвестен и е финансиски товар без известен резултат. Или ако често во правото има различни ставови, значи проценката ќе му ја кажеш реална, пола и оставаме на клиентот да одлучи дали согласно ризикот на предметот ќе се прифати. А странките од своја страна, ние за да сме пофини, ево неколку меѓу кои сум и јас, значи ќе потрошам неколку убави зборови и ќе ми го запамтат, 2 сати им кажуваш дека не може, ама можда ако ова беше вака или онака ќе можеше, и тие ќе од целиот тој муабет од 2 сати ќе го запамтат тоа, уште 5 пати инсистираат предметот да се земи, да пробаме вака. Тоа многу кошта, е скоро во рамки на теорија е тоа што го кажуваме, меѓутоа можам со гордост да кажам дека такви клиенти не сме ги прифатиле ако знаеме дека на доместокот што ќе го платат или треба, затоа што тоа е, ако не веруваш во она што го работиш, правиш директна штета, се реперкуира за оваа страна, за судски трошоци, за такси, за спротивната страна, за адвокатите, а богами тие се во денешно време прилично високи, и тој клиент што си го упозорил ќе ти биде благодарен доколку му заштедиш пари. Му заштедиш пари ако би знаел дека... А и време и нервози, значи сето тоа. Се случило ли некогаш доаѓа клиент кај вас, вие му велите овој случај не може да се реши, нема да има значи позитивен епилог, тој ви вели добро, тогаш ќе одам кај Игор Кичец или ќе одам кај Гоџо. Веќе тој што ќе влезе кај нас не влегува кај мене или кај Игор. Тој влегува во адвокатското друштво. Друго е прашањето на кој ќе го работи тој предмет. И веќе тоа се
Не се случило, пошто знам. Значи веќе ви Ама, е етаблирано Тоа малку друштвото. предходно Етаблирано, зборувавме дека и да. предходно беше исто. Многу ретко се најдвевме со поединици кога имавме поединечни самостојни канцелари. Ретко се најдувавме како противници, бидејќи тој што ќе одеше кај Игор да направи тужба. Знаеше дека сме пријатели. Знаеше дека сме другари и то нас ни беше нормално дека ќе си одбери некој друг адвокат кој ги има, отколку да се сомнева дека Да, дека има нешто дека тука. некој се задкулисни игри, што обично ние сме одбрале ова професија. На крајот, во судскиот процес не може двајцата да добијат. А колку Ќе добие го еден. се Е, почитува прво е да, крив дискреционото право значи на клиентот, се почитува ли Во да рамки не на се- нашата да, компанија, Да. апсолутно се почитува и ако значи ќе му се укаже дека конкретно за тој предмет има друг адвокат што треба да го работи, и понатам ако инсистира, ќе го работам јас, меѓутоа со мене заедно ќе го работи тој што треба да го работи, така да не смее да се... На крајот на краиштата најважно е како ќе биде исходот на сето тоа, да биде позитивен, да биде и клиентот задоволена и вие како адвокати. Малку ќе ве одмораме, еве веќе дојдовме на средината на емисијата. Ви реков дека брзо ќе ни тече разговор, да. Постојано ниски цени. Женски и детски хеланки 149 денари. Сушара за алишта 159 денари. Чаден домашен колбас 1 кг 183 денари. Марципан штангла 100 грама 49 денари. Кам, купувај мудро. Камин на пелети Гемини од 10 киловати од Екошпар загрева до 100 метри квадратни. Кои што сакат нека ви зборвит, ама вистината е само една. Тајната за Охридскиот бисер ја донесов лично јас, Јован Субановиќ, руски белогардеец. Тајнава со алал ти ја давам, на правнуци да останит, ајро да ја го видиш. Ако се посветиш на занатот, еден ден сигурно ќе се просветлиш. За прекрасната иднина на нашето семејство и за првиот Охридски бисер, верни на традицијата, фамилија Филеви. Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентълмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Пампела, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца. 20 години растеме заедно. Го знаеш она чувство кога уживаш во нешто? Она кога знаеш дека правиш нешто добро за себе. Тоа е она чувство кога уживаш со бистрите супи на Подравка. Создадено од најфините состојки, со вкусна вистинска домашна супа. Направи супа, создади чувство. Подравка. Уживај во единствениот домашен вкус на бистрите супи од Подравка. На добро познатата локација во
Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во новата сезона на емисијата Под лупа. Започуваме со една интересна приказна која што датира уште од далечната 1967 година. Циклусов на емисии го започнувам со двајца мои гости, и тоа адвокати, и предпоставувам дека, бидејќи адвокатурата е така една интересна професија, ќе имаме интересни емисии понатаму. Добро вечер им посакувам на господинот Игор Кичец, адвокат. Добре дојдовте во ТВМ, и на господинот Ристен Новаковски, исто адвокат. Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во новата сезона на емисијата Под лупа. Започуваме со една интересна приказна која што датира уште од далечната 1967 година. Циклусов на емисии го започнувам со двајца мои гости, и тоа адвокати, и предпоставувам дека, бидејќи адвокатурата е така една интересна професија, ќе имаме интересни емисии понатаму. Добро вечер им посакувам на господинот Игор Кичец, адвокат. Добре дојдовте во ТВМ, и на господинот Ристен Новаковски, исто адвокат. Добро вечер. Со еден заеднички именител, значи вие сте дел од една заедничка фирма, едно адвокатско друштво, наречено Гоџо Кичец Новаковски. Да, тоа е... Како започна таа приказна, реков, еве, во уште далечната 1967 адвокатска работа во континуитет. Значи, започна од вашите родители, па еве денес вие пак имате и наследници. Значи, да појасниме за сите. Адвокатурата низ изминативе децении се одвивала во повеќе форми, организациони облици, и од почетокот тоа беше како адвокати поединци или други слични форми, со последниот закон за адвокатура да се даде можност да адвокатите можат да направат посебна врста на друштво, како што се, например, друштвата за ограничена одговорност или други фирми, трговски фирми. Согласно законот за адвокатура се даде можност повеќе адвокати да можат да основаат една фирма адвокатска. И ние во 2010 година посебните канцеларии кои се одвиваат според тогашните прописи ги интегриравме и продолживме да делуваме како една адвокатска фирма Гоџо Кичец и Новаковски, како што рековме, и влечиме континуитет уште од нашите родители. И именно сите наши родители се правници. Петар Гоџо и Томислав Кичец цело време беа адвокати. Фидер Новаковски беше адвокат на државата, тоест државен правобранител, јавен правобранител тогаш. Па дури мајка ми беше професор на право на факултетот за туризам од самиот почеток. Значи, правото ви е во гените? Па се разговарало во сите, тоа значи дека во сите фамилии се разговарало пред се за право, и затоа јас во една прилика сум рекол дека адвокатурата е професија која не се работи, туку адвокатурата за да биде квалитетна мора да ја живееш. Ние сите ја живееме адвокатурата, од неја живееме ние и идните генерации очекуваме да продолжат. И не само тие, и други вработени во канцеларијата. Иначе историски се поклопи наши, не само за Охрид, и за Македонија, не се партнери во друштвото во моментот, меѓутоа тоа не значи дека нема да бидат и во иднина, затоа што ние не гледаме ова чисто само како фамилиарна идеја, туку гледаме по теркот пак на запад, например, адвокатските фирми што
конкретно што ја спомнам, Лейтам и Воткинс, ни Лейтам, ни Воткинс, таму веќе не постојат, а во нивната фирма што ја основале пред 100 години, например, сега се вработени 3.500 адвокати и имат сигурно 1000 партнери или 900 партнери. На тој начин се шири. Има Охрид услови за такво нешто? Значи, еве, вие веќе гледате во некоја перспектива. Во Охрид ние мислиме дека оваа бројка од прилика е максимум што може да биде рентабилна за работењето без финансиски проблеми да обстојува, може да е и преголема, меѓутоа ние цело време сме присутни, работиме на територија на цела Македонија. Ограничени сме со законот за адвокатура, кој не дозволува надвор од седиштето да отвораш друга канцеларија, што е за мене една неадекватна со благи зборови, да речем, одредба. Меѓутоа, ние имавме најдена форма и преку друга фирма со која имавме канцеларија неколку години во Скопје, која после во моментот немаме такава канцеларија, меѓутоа идејата е сигурно, бидејќи и вака секој ден, значи скоро секој ден најмалку еден адвокат од нашата фирма е во Скопје. Секој работен ден. Најмалку еден. Значи физички е невозможно да се постигне на сите места ако сте и крајно да кажам уште нешто, значи вработените кои не се роднински поврзани зборувам, а крајно морам да кажам дека во вработените има и луѓе кои се роднински поврзани. Например, сопругата на Александар Гоџе, дипломиран правник, работи во фирмата исто. И мојот покоен брат, кој беше исто така адвокат, е прилично солиден, и кој работевме заедно, двата негови сина се веќе адвокати, со положени правосудни испити. Куриозитет е што помладиот Томислав пред 2 години, а помладиот Михаил точно на 50 годишнинава, во месец јули ја зеде лиценцата, значи во годината на јубилејот го добивме најмладиот адвокат од фамилијата, сега ќе речеме, да речеме, од некоја од фамилијата, од друштвото. Меѓутоа, идејата наша е во иднина и другите вработени, значи, да можат да добијат удел, за да и понатаму ја осеќаат фирмата како своја и да се борат за неа како што треба. Така. Значи, како... Спомнавте, дополнам за вработените. Од кога отворивме досега, значи, оние кои се директно вработени, што станаа адвокати во меѓувреме, па никој не си јошол. Тоа значи дека се задоволни. Значи се задоволни, ние даваме. Да ви прашам вака искрено, колку е полесно или потешко да се заработи со своји луѓе? Значи со луѓе кои што ви се роднински поврзани сте, ваша крв да речам. Затоа што може да се направат некои превиди, може нешто да се сгреши. Значи како е, кога е полесно да се реагира, кога ти е некој твој или кога... Ќе земам за слобода, значи сите грешки кои се дешаваат, на крајот ризикот пред странките, дали ни се роднина или дали ни се пријатели или вработени, а тоа и најризичните предмети ги подпишуваме и се подметнуваме некои од најстарите партнери, основивачи, заради и грешката на секој од наш вработен ја прифаќаме како наша и одговорноста. Исто имаме осигурање кое до сега не сме го искористиле. Значи, грешките биле помали, сме ги алиментирали на поинаков начин. Не се десило таква крупна... Вие го поставивте, Игор го каже од еден дел, го кажавте дали е потешко да се работи со роднини или со непознати. Нашата професија треба да се работи професионално. И до овај момент, јас не сум осетил да ми е тешко да работам со некој што му бил роднин или што му бил роднин на Игор, не сум го осетил ника Игор. Можноста за менаџирање на таквите односи зависи обострано. Ако има љубов кон адвокатурата, без разлика дали ми е роднина или ми е син или ако има љубов, тоа се гледа. Ако нема љубов, има како што и многу луѓе дошле, поминале кај нас, после месец ден рекле јас ова не можам да го работам. Не можам јас ова стрес, ова за мене е. И секој тоа го доживува индивидуално. Значи, ако моето правило досега е, ако генерално тој што ќе ја засака адвокатурата и ќе е спремен и да жртвува еден дел
од времето од себе. И релевантно ќе биде дали ми е роднина или не. Тоа се гледа. Ако не ја засака адвокатурата, тогаш со сила Може и за нашите деца да се Исто работи може да се деси. и да не останат во фирмата, бидејќи ако не ги исполни или не се адекватни. Или ако не се пронајдат на крајот на краиштата, не мора да значи не дека мора да значи, никој тука не- ќе ја најдат Затоа зборувам, ако се ние ќе направиме све да им оставиме простор да се заљубат во адвокатурава, пошто ја сметаме за благородна професија. А другото е индивидуално. Ме прашав ова затоа што во градов има околу 100 адвокати. За едно место како што е Охрид со толкав број на жители, мислам дека е и така една поголема бројка. Има ли за сите леп? Кога се подготвувавме малку за разговоров, кажав една работа, мислам дека е интересна, ќе ја повторам. Тоа прашање ми го поставува често татко ми кој е на 86 годишна возраст и ми го постави кога направивме друштвото и го повторува прашањето од време на време. Како е на работа, дали има работа, како е адвокатурата се интересира, јас му викам, ева да ти одговорам на кратко. Како е? Во Охрид имат повеќе адвокати во нашава канцеларија моментално, отколку кога дојдов јас да работам кај тебе приправник во канцеларијата. Или исто, значи приближен број адвокати. Така да, само оние кои живеат адвокатурата, кои се истрајни, значи, мора да е спремен да изгуби неколку години од животот дополнително како адвокат, за да види дали ќе собере некој плод. На помладите им е потешко, меѓутоа немаат избор. Стопанството нема правници, правните проблеми на стопанството ги абсорбира адвокатурата. Например, порано кај што работеше Ристо, имаше 10 правници, цела правна служба, ОТЕКС. И сега, буквално од почетокот, од изработка на акти, од пријави и одјави, некои фирми, големи фирми имаат, а немаат кој да им пријави работници. Значи, може да ти биде доверена, може книговодителите, ама најчесто ќе ти рече земи го и ова со здравје си го носиш, техничка работа и те зема цел. Затоа младите можат да најдат некоја форма, меѓутоа треба да се истрајни и секој ако има касмет, некој не може да му згази. Истрајноста, ако ја живее адвокатурата и ако биде доволно стрплив, мислам дека секој има шанси. Така. Рековме дека адвокатурата е специфична професија по многу нешта. Сигурна сум дека и со голем број проблеми се соочувате. Што е она најмногу што ве мачи еве во овој период? Дали тоа што преку ноќ некако ни се менуваат законите, дали што од сите страни сме притиснати со нови ситуации, тоа што ова транзиција трае никако да заврши. Значи, што е она што вам најмногу ве обременува? Јас ќе кажам едно моје мислење, бидејќи тешко е генерално да се одговори на прашањето што се ја мачи адвокатурата како професија или нас како адвокати. Не сум поминал во овие, ево, од 99-та година нешто да не мачи. Стално има замачење, ама прашањето е следно. Она што ги мачи граѓаните, она што им прави тежина на граѓаните како физички лица или како правни лица, сите тие проблеми се преточуваат како проблеми на адвокатите. Не зборувам само за нас, него на сите адвокати. И тоа е голема тешкотија, кога не може да се брзо, ефикасно разреши или така. Значи, маки има стално. Најголем проблем меѓу поголемите проблеми е финансиската немоќ на граѓаните, која сигурно се рефлектира на нашата дејност како професија, бидејќи ние не сме од никого помогнати. По устав мора да постоиме и сите сме јавна служба, од друга страна сите средства, не само ние, него и нашите колеги, ги остваруваат од дејноста адвокатура, која со ништо друго не е спојува. Тоа зависи од финансиската моќ на граѓаните, односно немоќ моментално, и така да тука мора да се балансира да се издржи.
Затоа што ако граѓаните се подобри, ако е нивната финансиска платежна моќ поголема, ако фирмите се побогати, тогаш е полесно ние да ги наплатиме или да ги заработиме нашите хонорари. Вака поголема тежина е на платата, работа мора да се заврши без разлика. Ево, ако дозволите, јас би сакал да додадам нешто, бидејќи малку ми се чини дека одговорот не беше соодветен на прашањето околу правната сигурност на граѓаните и пресликано во адвокатурата. Значи, во ова време на транзиција која предолго трае, како што кажавте, значи, правната сигурност и правната држава, владењето на правото е начнато од повеќе фактори. Значи, ова што го кажавте, адаптација на европско, под плаштот на адаптација на европско законодавство, некои закони се по 3-4 пати сменати и сите биле, значи, оценати супер као бил, меѓутоа не го постигнале целта. Мислам дека премногу субјективизми се инволвирани при изработката на закони. Прво, можам отворено да кажам дека мал број луѓе учествуваат во изработката на закони и немаат доволен капацитет да ги акцептираат сите проблеми од практиката. Нажалост, адвокатурата не е како консултирана и земена во не е во целиот период, не е земена, не во предвид искуството и на тој начин државата еден ресурс свој не го искористила на прав начин, што се рефлектирало на крајот во недостаток на правна сигурност. Има пречести измени на законите, значи, кога велам субјективни, некои се измени од субјективни потреби на политичката елита која е на власт. И, за да остварат некоја определена цел, прават преку ноќ измена на законот, сезонски измени за да помине некој закон и при тоа прават ршум во правната сигурност. Кога ќе ви дојде клиентот, треба пред да го дајте одговорот за предмет кој 100 пати сте работале, 101 да го прочитате, да не преку ноќ нешто се сменило. Има и друг проблем, значи за да се додвориме на меѓународните институции кои несебично помагаат, меѓутоа бараат резултати, реформите ги сведоа на козметички. Повеќето наши влади и Министерството за правда е тука најмногу го кривувам, кој во изминатиот зборувам за целост. Значи преземаат реформи кои значат козметички или само формалистички дека се намалил бројот на предметите, а во суштина бројот на предметите се намалил, а бројот на проблемите на граѓаните не се намалил, останале сите проблеми нерешени. Ќе ви кажам за тоа неколку примери. Например, според мене, преголема улога му е дадена на нотаријатот да води постапки, вонпроцесни постапки, да води оставини и платни налози. Зарем судот со се од свој капацитет, технички, персонален, не беше способен да ги абсорбира тие предмети. Секако дека беше. Меѓутоа, со префрлање на оставините кај нотарите, автоматски еден број на предмети во меѓународните извештаи, кажеме, сега имавме толку предмети или сега имаме толку помалци. Или со префрлање на извршната постапка на извршителите. Значи, всушност само се префрли топката. Се префрли топката на друго место, предметите остана исти, при тоа постапките поскапеа, бидејќи се појави уште еден или двајца играчи измеѓу. Порано судот уште еден или двајца каде што треба да се плати. Каде што треба да се плаќа. Порано, например, се плаќаше такса за судот, се користеше, при тоа судските такси беа прилично ниски, значи судот работеше на решавање на проблемите на граѓаните, а не решавање на број на предмети, и единствено се плаќаше кај адвокатите. Сега треба да се плати првин кај адвокатите, па да се плати кај судот највисока такса, или да се плати кај адвокатите, а често во меѓувреме треба да се плати кај нотар и кај извршител. И само се обреме на буџетот за да оствари некое право, или да, ако заборавил да плати некоја сметка, ќе му дојде многу поголем износ за плаќање на странката на нивна штета, а при тоа државата во делот на такси пак ќе земи најмалку,
А овие другиве сегменти, извршители, нотари ќе земат, на пример, извршителот и нотарот ќе земе 1000 евра награда, а судот ќе земе 1000 денари или 500 денари буџетот такса. Значи, тука мислам дека е промашена темата со тие реформи многу често. Јас сум лично и противник на латинскиот нотаријат, кој му дава преголеми властување нотарите. Мои колеги нотари ќе ми забележат, бидејќи сум сведок во разни постапки кај што нотарите наместо правна сигурност посеале правна несигурност и родиле спорови со стотици илјади евра нивните постапувања. Ова е секако моje мислење и мислам дека адвокатурата е тука за да помогне на системот. Треба државата да искористи искуството на адвокатурата. Мислите дека сте малку маргинализирани, ставени настрана како знаете, јас професија, некогаш се осеќам како докторите кои ги предлагаат во избори за градоначалници и претендици, значи протоколарно. Ево, минатиот председател на собранието, Трајко Вајдановски, беше адвокат. Сегашниот градоначалник на Скопје, Шилегов, беше адвокат. Тие поставуваат и биле и порано министри, заменици министри, меѓутоа тие личниот авторитет или нивната активност и квалитети лични и партиски се преточиле, станале на функции. Меѓутоа, од адвокатурата не е искористена суштината. Искуството, наше во 50 годишно искуство и на 2000 адвокати во Македонија, знаењето и искуството при имплементација во законодавството воопшто не е искористена. Значи, минимално. Генерално. Тоа е. Како функционира адвокатското друштво на Македонија? Значи, дали сте... Адвокатската комора. Адвокатската комора, да. Значи, преку незе не можете ли да ги потегнете овие прашања, да изврши некаков притисок, па адвокати сте? Па сега адвокатската комора има незадоволство од адвокатите веќе подолг период наназад. Секогаш има незадоволство од раководството на адвокатската комора. Јас сум искрен човек и сметам дека не е само проблемот до раководството, туку е проблемот до сите нас како струково здружение, бидејќи сме многу малу вклучени во работата на комората, а од друга страна тоа е покомплексно прашање дали се осеќаме маргинализирани, како да кажам, безнадежни да беше потенцирано дека не се Игор ги кажа суштината. Сите оние Така, значи, немаме ние што може да ги дадат адвокатите од нема дискусија во комората околу главната помош на имплементација на законите на лице место, ние како што викаме, дали во судот, дали во органите на управа или све. Све е тоа во некој... Ево еден пример. Имаме бескрајна управна постапка. Бескрајна. И управен спор. И управен спор. Бескрајна. За граѓанинот тоа не завршува. Сега, ако на тоа додадеме дека со закон за управни спорови, на граѓанинот не му се надоместува трошоците за адвокат, че имаме... Дури да успее. Дури да успее, зборувам. Што значи дека ево, сватите како се чувствува граѓанинот. Ќе ви кажам уште еден пример. И тука ние нонстоп извини Игор, ние нонстоп тоа го покреваме. Нонстоп тоа го актуализираме. Ама работите не се променени. Еве, например, законот за катастар на недвижности е релативно нов, 2007 и 2008 година. Тој е направен со, како да ние сиве сме врвно информатичко општество. Како да се сите податоци во државата дигитализирани и како да не се работи за живи луѓе. Наместо да направи тој закон, кој од 2007-2008 до сега има неколку измени исто, затоа што се појавуваат потреба за измена, не иде далеку од идеален, видите што се случува. Куќите, например, во Охрид, во Варош, што се стари по 300 години, не можат да извадат имотен лист според тој закон за првиот и за вториот кат, само за приземјето можат по затекната состојба, а сега, куќата
некои од нив се и историски споменици, евидентирани се дека постојат по 300 години, а законот не дава можност ќе те одбијат ако бидејќи немаш техничката документација, што го бара законот. Каква техничка документација да приложиш за куќа од 300 години или 200 години што е стара? Одобрение за градба, технички проект, оверка од архитекта. И покрај сиве овие измени што ги направија за изминативе десетина години, уште не имаат отклонете тој недостаток. И сега пола Варош е спратовите се и стари куќи, не мислам само на Варош, сите стари куќи кои се градени согласно прописите на своето време, не можат да добијат имотен лист за целата спратност. Што е небулоза и сега се упатени собствениците да одат по законот за легализација за дива градба за објект што е изграден пред 200 години. Ќе стигне до правото, ама тоа се заобилазни патишта и не е тоа многу нерви и многу пари. И пари и секогаш во имотниот лист ќе пишува, тоа после не знаеме како ќе се дека куќата е дива градба и дека ти е легализирана. Имаш во товар во имотниот лист. И безброј вакви има работи со кои високите правници и Министерството за правда со сите нивни консултанти не се занимаваат, туку се занимаваат како да прикажат дека имаат направиле реформа затоа што се смалиле бројот на предмети во судовите. Значи, тоа е игра на бројки, а не е решавање на проблеми. И веќе сме на крајот на емисијата, ќе ја заокружам со едно прашање кое што ги тангира најмногу граѓаните. Тоа реков, значи, тие кои што имаат проблем, кои што ќе побарат услуга од адвокат, многу пати трошат време, нерви, пари и така натаму. Ме интересира околу ценовниците на услугите. Дали тие се дефинирани, дали се тие секаде исти или пак секој адвокатство, друштво ево како што е вашето, сам си ги дефинира и секој адвокат сам си ги поставува тие суми. Како е тоа регулирано? Ние имаме адвокатска тарифа, која е објавена. И тоа е минимум на трошоците. Значи, минимум по кој нашата фела или адвокати смее да работи. Не смее да работи под тој минимум за услуги. И сега има многу точки тамо. Сега моментално актуелна е најновата измена, која е година или 2 години, не замајте ме за збор, која и кај нас, кај адвокатите имат различни мислења дека нивото, тоест минимумот за правната услуга, за застапување, ние што го даваме е скапо. Знаете што, јавна тајна е дека адвокатите имаат многу пари, земат многу пари, дека се едни од поситуираните. Тоа во светски размери, не го делам мислењето. Ќе го трпиме тоа, ќе трпиме таа етикета и немојме да кажеме дека меѓутоа, јас сум лично, ќе му се уфрлам на листе во зборот, а мислам дека и тој јас не сум поборник на адвокатска тарифа. Јас сум лично поборник на либерализација на цените во адвокатурата. И цената да ја одредам према тоа, ако е сиромав човекот да можам да наплатам помалку, ако е комплициран проблемот да можам да наплатам повеќе, а секогаш да има клиентот право на избор, ако му е скапо да оди кај друг. Тарифата е една унификација која не трпи неадекватна со оглед на бројот на адвокатурите, некаква заштината, често адвокатската тарифа не може да се постигне во реалноста. Значи, доаѓа клиент кој има, например, 10.000 или 12.000 денари плата, а има спор за куќата, за семејното наследство, и тој не е безимотен, значи има спор. Ќе треба да плати 96.000 евра за такса за тужбата, ќе треба да плати согласно висината на спорот за состав на тужбата 15.000 денари или 12 плюс ДДВ и други додатоци за вештачење, и тој нема формален критериум за да го ослободиш нити од такси, нити пошто е вработен, има имот. Меѓутоа, тука е сенсот, кој ти како адвокат, ако веруваш во предметот, да можеш да му дадеш помала тарифа и на крајот да ги наплатиш трошоците. И јас мислам дека мислам дека треба повеќе либерализација во
поглед, затоа што ќе може некој од помладите адвокати да поработат поедноставени работи за поевтино, а со растење на нивната репутација ќе му расте и тарифата лична, а странките ќе може да си одберат поевтина или поскапа услуга согласно џепот. Значи, начнавме всушност повеќе теми, а има уште многу за разговарање. Ова остава можност за уште некое гостување, може би во некој поинаков состав. Имате вие представници од вашето друштво. Ви благодарам за овој разговор. Честитки за јубилеот, уште многу вакви јубилеи да имате и уште многу позитивно решени случаи во корист на граѓаните. Благодариме на поканата. Секогаш сме отворени за соработка со вашиот медиум и со нормално и со другите медиуми и сакаме да дадеме допринос правото да дојде поблиску до граѓаните. Тоа ни е на сите интенција. Благодарам уште еднаш. Благодарим и вас.